Како што гледаш, народе, мене ми е се преку Тасевски. А вие добре дојдовте во Прекутасевски шоу. Светот, како што гледате, полуде, се пука, се убива, нема брашно, нема зејтин, нафтата оди горе-доле, Бојко го апсија па го пуштија, Пендарко амнестира кого стигне и како стигне, дуи се жали функционерските плати им биле многу мали, па сега треба да собираме нели доброволен прилог да ги извадиме од калта. Павле чека нели една изборна единица, таче најавува нови задолжувања. Навистина живееме во прекрасна планета, која расипана паштета. Ама јас сум си на топло, нели, мезам нели сиренце, еве и кашкавалче, многу е добро. Особено овие се убави даскиве на Технополис, си пијам винце, си шибам со шоуто и не ми чуе. Шоуто не смее да застане, затоа што вие тоа го баравте. Одиме со Прекутасевски шоу. Рагао! Слаки, ајде Слаки кашкавалче, пробај бе. Абе пробај бе, те снимаат и камери бе. Ова е Слаки, моето кравче, пријателка, нели, од детство ја знам. Слаки, ај кашкавалче. Како? Шо? Ти значи само даваш млеко за да се прави кашкавал, иначе не конзумираш нели производот од тоа. Па добро, има некоја логика, те разбирам потполно. Затоа јас го конзумирам твојот производ и многу ми се допаѓа. Значи, оној доктор Путин плаче за Нобелова награда за неговите откритија кои се епохални. Епа да тргнеме поред да видиме какви откритија ни понуди доктор Путин. Прво, покажа колку е инертен и бирократизиран НАТО пактот. Второ, Апла ја разоткри политичката и економска немоќ на ЕУ. Покажа дека ЕУ е претворена во политичка крпа, со која што една велесила си ги брише работите онаму каде што ќе ги избербати, нели? Нормално со ЕУ. Значи, Путин го откри незиното лицемерие и сервилноста кон САД, поради која се доведе пред колапс таа Европска Унија и особено по санкциите кои по наредба ги воведе кон Русија. Понатаму, Путин ни покажа колку Европската Унија е исплашена и безбедносно несигурна. Зашто им ја наплати сметката за Косово? Зашто секоја земја во ЕУ си има свое Косово? Што ќе биде весело набрзо. Кога сите тие Косова ќе почнат да си бараат одсепувања. Баравте, гледајте, епа, тој ќе добиете. Понатаму, Путин покажа колку десниот европски сектор неонацистите финансирале во Украина изминатава декада и колку биле навлезени во секоја пора на власта. Понатаму, откри 30 војни лаборатории на Пентагон каде се произведувале најопасни вируси, чуми, еболи, корони, антракси. Покажа дека е реално тајното биолошко војување против целото човештво и дека тоа не е теорија на заговор кој што нели зад која што стојат неколку ненормални антиваксери и други нели будали. Со тоа ја фрли на колена и Светската здравствена организација која во паника бараше од украинците контейнерите со патогени веднаш да бидат уништени за да не се открие нивната вмешаност во во целиот тој заговор. Затоа СЗО во мигов заседава да стави крај на целата ковид пандемија. Значи, требаше да се појави Mortal Kombat верзијата на доктор Путин за ковидот да го снема преку ноќ. Доктор Путин исто така покажа дека ЕУ и НАТО колку и да му стегнат санкции, покажа дека тој многу јако се спремил да ја заобиколи секоја нивна санкција, со што им даде шахмат, а ЕУ ја принуди да размисли дали и понатаму слепо ќе се витка пред волјата на Соединетите Американски држави. Путин исто така откри канали за трговија со органи во Украина, жолти куќи кона на Косово, каде што хонорарно работел и Артанчо како преведувач. Артанчо, овој Артанчо што се жали дека му е мала платата од 70.000 денари. Навистина е тоа многу мала плата, па што можеш денес да купиш со 70.000 денари? Но она што е поважно, дека Путин пак воспостави стратешка рамнотежа во светот, што е најважната работа, со што го направи светот трошка побезбеден, затоа што, познато од физиката, кога имаш рамнотежа, не постои опасност масата да се преврти. Доктор Путин, исто така, со своето стратешко партнерство, тоа е со стратешкото партнерство на Русија со Кина, значи дека светот по мерка на една суперсила е мртов, како што е и коронот мртов.
Абе, леп ќе немаме да јадеме, а на овие во власта приоритет име закон со кој психичките пореметувања ќе ги озаконат како нормалност. Па така, мувата ќе може слободно да каже од денес сум буба Мара. И тоа ќе се смета за право на избор, ви се мола. И вистинските бубамари, тогаш ќе мора да ја кажат на мувата: како не, муво? Па ти вистина си бубамара? Ние се чудиме како до денес не си сватила дека си ти уствари бубамара. Па ела тогаш во нашата екипа на бубамари, бивша мува, овај сегашна бубамаро. Оти ако не ја примат мувата во екипата на бубамари, ќе ги осудат, замислете, за дискриминација. Добро бе. Да ве прашам. Има ли честни психолози и психијатри кои гласно ќе го осудат ова? Оти сите вие ќе останете без пациенти, слушате што ви кажува преку Тасевски. Се што е пореметено и исчашено, со закон ќе стане здраво и нормално. А натаму тргнале овиеве. Затоа вие како доктори за глава мора да реагирате. И за вас се работи, не само за нас. Па бизнисот ќе ви опадне со оваа ненормална промоција на пореметеното како природно и нормално. Па тие квислинците во власта и онака не разбираат дека ги уриваат темелите на општеството и уништуваат генерации меѓу кои се и нивните деца. Ја видете, ја не сум религиозен, но читкам се, нели, многу сакам да читам. Па така, сум ја читал и Библијата, Новиот Завет. Па на едно место во Библијата има една многу мудра мисла, вака вели: на човекот му е се дозволено, но не му е се од полза. Вие во власта, кои не пропуштате да се сликате како се крстите во црква и кои ќе го озаконите пореметеното како нормално, треба да го знаете ова од Библијата. Продадени едни ни заедни. Одете, лечете се и вие додека има уште психијатри. Оти поради вас ќе останат без пациенти. Зоќе му остави на таче аманет да им го дигне. Мислам, личниот доход на дел од народот на 18.000 месечно. И овој им го дигна. Ама како маќеана во пепелашка, на едни дава, на пепелашка не дава. Пусти таче, толку знае од економија. Впрочем, и тоа докторатот никако не може да му го најдат во Црна Гора. Но не се такви се црногорците, тие многу полека барат. Они се темелни која барат, зато не може да му го најдат. Иначе да беа некој англичани, американци бе за 5 секунди ќе му го најде докторатот. Ама црногорци се. Чоче, јебе моца, му јебе. Барат, нон-стоп. И тоа изгледа барање ќе потрае некоја година. Па сега, покрај доходот се дигна и бензинот, и парното, и струјата се дигна. И се што можете да видите и да допрете со вашата платежна картичка, нели, ако не ви е блокирана. Многу јак потек на тачеве, многу јак потек. Се вратија дури и гастербајтери од Германија. Дури еден цел се врати еден, комплет. Со раце, со нозе, со трепки на очи, со веди, убав, се врати, значи комплет. А овој вториот што треба да се врати гастербајтер, ми јавија дека е на пат кај да ќе стигне. Ама ќе поминел, викаат, од Црна Гора и успут на еден трошок да му ја донесе и дипломата на таче. Почнувајќи од Зоќе и Таче. Со најшвалерските имиња за премиери сите во СДСМ изгледа се бават само со шатра и со превара, за разлика од Дој се бават само со тендери. Академска работа, многу чиста, многу така, интелектуална. Па така, нема линеарно растење за платите за образование, за јавна администрација, за сите други, иако законот е многу јасен. Ама таче, итрес! Прво ја донесе неделата за неработен ден, која повторно нели се однесува за овие првите, па потоа демек им дигна плата на 18.000. Знае дека во септември Deep Space му наложил да има предвремени избори. Па сега ќе лови на маката на луѓето. Знаете, кој одмара во недела, оној што е богат, па ни тој. Оние што немаат, што се задолжени повеќе од 65% од бруто домашниот производ, оние кои што се дават во корупција, работат секој ден за да излезат од тешката економска ситуација. Ама тука е таче со финтите на Зоќе.
да го превесла народот, слалом, велеслалом, Ингемар Стенмарк, Бојан Крижај, како што го превесла досега 100 пати, исто како пред 2 години, кога пак ги нашалта изборите. Како што го превеслуваат секој ден народот со лабораториите, со лечењето, со ковидот, со демек помошта за стопанството, со тендерите, со купувањето пратеници, со вакцините, со буквално се. Платата од 18.000 е добра само ако сите плати се подигнат линеарно. Воспротивно е само маркетиншки, политички трик на Тачо, кој го третира народот како глупа, аморфна маса. Па редно беше и тоа некој да го каже. Сега ќе имате отпуштање од работа и цени до плафон. До плафон бе цени. И скуп есајк за во влада. И лешници и бадеми. И зреено говецко. Нека лапаат во владата чорбиче за 50 денара. Бифтек за 180 денара. Се тресе во ладна вода. Ајд, море, иш. Избори се ближат, избори се ближат, избори се ближат, газови се лижат, избори се ближат, избори се ближат, избори се ближат, газови се лижат, 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 лижат. Најпознатата реченица на која се влажнат младите партиски активистки од позицијата и се дразнат младите лавови од опозицијата. Реченица која по својата суштина го покажува најхуманото човечко чувство, а тоа е чувството за хигиена под мишки, за чистота на покриените делови на нашите предпоставени во борбата за крадени и се уште неукрадени гласови. Само со чистотата на нивните свингери, во кои ние сме помогнале како на партиски другари, ние можеме да очекуваме дека ќе не помази нивната света божествена рака, кога ќе дојдат на позиција и ќе го потпише нашето решение за вработување тендерот за Аванта или услугата во 4 очи. Тогаш дефинитивно и ќе го снема благогорчливиот вкус во устата кој со месеци ќе не прати заедно со чувството на гадење кое тешко го потиснуваме со желбата за напредок во партијата и потписот кој ќе ни го смени животот коренито. Како ќе знаеме дека наскоро избори се ближат и почнува сезоната кога шупаци се кога се третираат орално. Има неколку докази кои се релевантни како кокиче у снег кога доаѓа пролетта. Како прво, тоа е грабеж на банка или пошта во која обавезно учествува некој фраер осуден, но кој не е на отслужување на казната и полицаец, нели без полицаец не држи влага работава. И после плячката обавезно има апсење. Парите ги нема, додека веројатно некој во некоја канцеларија ги брои на апарат за броење пари, пошто многу големи суми се крадат. И секогаш кога имало плячка на банка или пошта, после 6 месеци имало избори. Банката завчера ја оплячка, останува уште поштата. Избегавајте ги луѓе поштите некое време. Затвореников знае, ама Джандаров со него обично е дилела. Потоа втори индикатор за избори е покачена минимална плата на 18.000 денари. Поголем знак дека ќе има избори од овој потек нема. Јавниот долг ти е 65% од GDP-то. А ти се задолжуваш 400 милиони долари за да субвенционираш минимална плата. Па не е поентата дека минималната плата реално во Македонија треба да биде 30.000 денари, за да може двајца да обстанат со 2 плати. Туку е поентата дека сакаш да ги купиш вештачки најсиромашните во оваа држава кои реално дека ќе поверуваат во сите шарени лаги. Ме разбирате? Капиши? Точно 6 месеци има до избори и постои опасност дека на минималциве ќе им изветере платата кој ја земал, нели кој не земал, кој го отпуштиле, кој отишол во странство и ќе отидат гласовите кај опозицијата. Затоа давај избори. Третиот факт дека ќе има избори е инсистирањето на датум со Европската унија, па макар тој бил и со непристојни отстапки кон Бугарија. Колку голема заблуда во пиар смисла е тој датум за владеачката партија која е како комарџија кој нонстоп ги става парите на изброј, чекајќи го цела вечер да падне, за на крај да констатира дека му требаат минимум 5 пати да падне бројот полн за да си ги врати парите. Нашава власт мисли дека со добивање датум на преговори сите незини грижи ќе ги снема и таа од тој момент ќе биде победник на сите избори. Еве да им порачам дека со гол гс риби не се фаќаат, а минимум 3 датума им требаат за нерешено, а евентуално 5 датума за победа, ако нели станеме бугари.
далеко било, Боже ме прости. Може да ги искористат и бугарскиве датуми, кои веќе играат на таа карта, не е спорно, ама тоа е тоа. Брм, 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 еден дрон, 600 тон, јури као авион. Ho, pa, padna se ruši, a nikoj ne go sruši, benzin čemus nema, a hladni go zema, nikoj ne go utepa, ama Zagreb go šekna i se raspadna, sjeba mama ta. Ta, 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 ušite na vrata ta. EU ќе не храни, НАТО ќе не брани. EU видовме колку не храни, а за НАТО видовме колку ќе не брани. Дрон! Некако овој овде, мада и ова е опасен ако го натовариш со нешто, овој небо земја. Неле, туку ја мислам на оној огромен 600-тонски дрон од Русија или Украина преку 3 НАТО држави што си дојде над Загреб и во страшна експлозија се здроби во парк на универзитет. А еве што објавија хрватските медиуми. Poštovano pučanstvo, pred nekoliko dana samolijeteće vazduhoplovno klepatalo ruske naklade iz 1070 teško 6000 kg koje lijeti brzinom od 750 km na čas je preletilo 3 države NATO-a i uz burnu i cjelovitu eksploziju se razbilo o tlo na Jarunu u Republici Lijepoj našoj Hrvatskoj. Kako što kažu izvješća ovih NATO članica, one su vidjeli neidentifikovani samolijeteći objekat, ali nisu mogli reagovati zato što je bio veoma nisko ispod muda, što bi rekli ovi Srbi. Šta se podrazumijeva pod nisko lijetenje nad Hrvatskom nisu nam objasnili, jer stručnjaci za to su u Severnoj Makedoniji zbog nekog problema sa ajvarom i bugarima. Samo klepetalo se razbilo tlo uz veliku eksploziju, ali ujutru naši gasioci i policajci ne mogu jamčiti za dijelove lijetlice zbog Roma, takozvanih Roma, koji su dijelove odmah odnijeli sa lica eksplozije. Neka romska djeca zbog neukosti su nosila dijelove ljetilice koje tježe čak i 300 kg. I taka dronče, 600-tonče si padna nasred Zagreb, si doleta galiba od Rusije ili Ukrajine i bum, posle 2000 km im se buvna na to Hrvate nasred glavni od grad na jedno NATO država. A NATO videl nešto, ma ne znaš što videl. I koja go viknale, to i Mađarot što bil na radaru da daje izveštaj, pričava bila ko u stariji od ruski vic. Tovariš radarist, da li krokodil ljetit? Prašal jedan ruski general. Pošto во Русија нели нема, не знам, не видов, нема, не можам, радаристов не знал како да се извади, ама среќа го нашол генералов у добрите, повој си го надополнил прашањето. Летит, крокодил летит, ама так ниско. Така сега одговарал и маđарскиот радарист кога го прашале, дали го видел дронов од 6 тона? Дрон лети, абе лети рекол, ама так ниско, абе не мога да му се опулја, колку ниско овој леташе. Да ви кажам нешто многу отворено, ама констатација као да сум тутурутка за воена геополитика. Ако прашате некоја таква тутурутка дали е можно 600-тонски дрон да лета 2000 км на туѓа територија во воздушен простор, на најголема воена алијанса на сите времиња на земјава, ќе ви рече дека таквата алијанса може само да го попуши. А најпаметно ќе биде да го попуши индијанското луле на мирот, затоа што за војна не ја бива. Следниот пат ќе ушетаат 5-6 нуклеарни тактички ракети со среден дострел кои исто така летаат так ниско и наместо луѓето да ги собираат деловите како во Загреб, ќе нема кој и што да ги собере луѓево. И нема да знаат од каде дошла, па нема да можат ни да обвинат Русија. Инаку НАТО го виделе дронот. Го виделе они мандалото на Рон Джереми? Секој нормален ќе особори ваквиот објект на своја територија. Инаку по новата воена индустрија дроновите се најголемиот потенцијал за следните војни и ги нарекуваат војни на дронови. А не летал дронов, они го виделе на Рон Джереми мандалото. Не го виделе дронов, мислам, дај човече. Да не забегувам, толку од мене. И ве поздрави маđарскиот радарист, унгарскиот, еве јас да го поздравам него. Николче, поздрав!
И следниот пат те молам, види го дрончето. Please. Ова беше се за денес. Се симнувам тука од лудава планета. Ке се качам пак на ненормалниот фрингешпил за некој ден. Затоа приклучете се на каналот Комедија Македонија, споделете ги видеата и мислете со своја глава. За почеток и толку е доволно. А сега, аривидерчи Македонија, на секаде по светот. Пам, пара, пам, 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 пам.